got attacked by 5 dogs. Бев нападнат од 5 кучиња, беше многу страшно, се исплашив. Паднав, ги повредив рацете, грбот и ја удрив главата. Посакувам за ваше добро и за доброто на туризмот да се превземе нешто за овие кучиња, бидејќи луѓето не се навикнати да гледаат големи кучиња. Лино е турист од Малта, кој во Струга дошол на неколкудневен одмор, но поради инцидентот превреме се вратил назад. Тој е само еден од многуте граѓани во државата кои се нападнати од улични кучиња, а чисто број секојдневно се зголемува. Проблемот ескалираше кога жител на Струга неодамна со огнено оружје застрела 7 улични кучиња. Но Сдруженијето за заштита на животни велат дека вината за ваквата состојба треба да се бара во институциите кои изминатите години ништо не направиле за да се реши ова прашање, а не во нив. Те не баре ние исто сакаме да има глутници на кучиња ширум улиците. Ние едноставно сакаме да бидеме сочувствени кон животинките. Според Арнаудов, решение на проблемот постои. Тој е едноставен и не изискува многу трошоци споредбено со трошоците кои се прават по основ на пријави на каснување од кучиња. Едното решение е да се воведе систем на контрола и мониторинг на не само на бездомните кучиња кои што моментално ќе се затекна на улица, туку и на оние со сопственик. Контролата може да се примени на терен и секако преку систем на чипирање. Второто решение е да се прибегне кон масовна стерилизација и кастрација на кучињата. И третото решение го гледаме, значи едноставно во изградба на прифатилишта на ниво на град. Неопходно е додава и драстична контрола на истоборот на кучиња кои се прави од една во друга општина. Во последните 3 години дури 3600 граѓани низ земјата пријавиле напади од улични кучиња, од нив дури 500 се деца. Но се смета дека бројките се многу поголеми од официјалните, а општините исплаќаат илјадници евра за одштети. Да се кастрират и да се пуштат. Секоја година по 100, по 50 кучиња и секоја година како што ќе кастрираме, тие ќе се намали бројот на размножувањето. Стружани се загрижени за својата безбедност. Кучињата не се криви, криви се луѓето што ги носат и што ги пуштаат. За све треба локалните власти да поведат грижа, ама не сакаат. Сигурно не сакаат, штом вака ни се случуваат. Ама ја имам видено дека идат со комби, ги носат со камиони од Гостивар, од Тетово, од секде кучињата. Е проблем. Не само за Струга, и по села. Имат група до 10. За мене градоначелникот треба не да седи во канцеларија, него да работит и да ги трнет, да им прават место како во цел свет. Локалните власти во Струга велат дека подготвуваат проект за прифатилиште за бездомни кучиња и упатија барање до владата да помогне во реализација на овој проект преку заеднички средства или од ИПА фондовите. Премиерот Ковачевски рече дека иако станува збор за прашање која е во надлежност на локалните власти, владата ќе бара помош од Брисел за изградба на соодветни стационари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.